На Даниела Арсовска истече рокот. Наместо седница на Советот на град Скопје, на која јавно пред скопјани и сите советници ќе го презентираше планот за ставање ред во хаосот во кој тоне главниот град, таа ги повикат за затворени врати само координаторите на советничките групи. По средбата Арсовска ги избегна новинарите, од советниците кои беа на средбата јавноста дозна дека ќе ги поддржат дополнителните програми за работа на комунална хигиена за вработување на околу 120 лица, како и средства за јавното сообраќајно предпријатие со пренамена од друг проект, со кои ќе се репарираат и стават во функција уште 30 автобуси. На тој начин ќе се ублажи хаосот со јавниот превоз и напливот на патници кои се очекува со почетокот на учебната година. Според советникот Мартин Стојановски, она што го понудила Арсовска не е некој план, туку требало да биде секојдневна обврска на предпријатието. Ќе сервисираат 30 автобуси. Сега тука прашањето е, не знам дали моите претходници го кажаа, зошто до сега не се сервисирани тие 30 автобуси, зошто се чекаше денеска на оваа координација да не биде соопштено дека сега 30 автобуси одеднаш може да бидат сервисирани. Гордан Шутаров од СДСМ пак вели дека нивната советничка група досега ги поддржувала сите одлуки поврзани со јавната хигиена, превозот и слично. На прашањето што е проблемот сега и кој е виновен за настанатата состојба, Шутаров рече дека се доцни со гласањето на програмите за работа на јавните предпријатија. Ние во Советот на градот Скопје како опозиција сме поддржале све што е во интерес за задоволување на потребите на граѓаните, вклучително и оваа програма за дополнителни активности и ангажирање на дополнителни 120 работници. Председателот на Советот Трајко Славевски вели дека владата била подготвена дел од средствата кои што стојат неискористени наменети за инфраструктурен проект во град Скопје да ги префрли на ЈСП за рехабилитација на одреден број на автобуси, но за него е нејасно зошто јавните предпријатија досега не правеле ништо со застарената механизација, иако од страна на Советот имале одобрени инвестициски планови. Во изминативе неколку дена од представници на влада, вклучително и министерот за локална самоуправа, е подготвеноста на влада дел од средства кои што стојат неискористени, наменети за инфраструктурен проект во град Скопје, промптно да се префрлат на сметката на ЈСП Скопје. Од друга страна, Министерката за образование најавува дека за 8 милиони евра за кои градоначалничката тврди дека владата и ги должи на градот ќе се видат на суд. Станува збор за наводни неплатени средства од 2021 година наваму за бесплатен превоз за средношколци и студенти. Ние спогодба ниту со ЈСП, ниту со град Скопје немаме и јас како министер немам основа врз која би ги исплатила тие средства. Од тука, доколку не се најде некакво решение поинакво, за овие средства ние ќе мора да одиме на суд. Премиерот Христијан Мицковски пак вели дека ќе ги замоли советниците од ВМРО ДПМН да ги изгласаат програмите, но дека тоа нема ништо да смени. Според него Даниела Арсовска е единица мерка за личност што создава непријатели. Би кажал дека е единица мерка на личност која што создава непријатели наместо да создава пријатели. Тоа не е добро. Како што е познато, градоначалничката Арсовска доби рок од владата и премиерот Мицковски до денеска да предложи план со кој би се средил хаосот во главниот град. Во спротивно, владата повторно ќе размислува како понатаму, а во опција се уште останува можноста да и бидат одземени ингеренциите во неколку јавни предпријатија. Скопските градоначалници побараа веднаш да и бидат одземени ингеренциите врз јавното предпријатие комунална хигиена и паркови и зеленило.